Фестивалот кој веќе 4,5 децении ја слави уметноста на кинематограферите, фестивал кој е воедно и најстар фестивал во светот, посветен исклучиво на кинематограферите, браќа Манаки. Неодамна се закети со специјална награда за достигнување, Special Achievement Award, која доделува Британското сдружение на кинематографери. По тој повод, јас денеска разговарам со директорот на браќа Манаки, Симон Мони Дамовски. Господине Дамовски, добро дојдовте во МИА. Поарно да ве најдам, секогаш ми е задоволство, втор пат доаѓам овде и по убави поводи стално. Специјалната награда за достигнување ви беше доделена вам за време на церемонијата во Лондон. Станава збор за церемонија која традиционално се одржува секоја година во февруари. Еве првото прашање, може ли да ми кажете какво е чувството да се биде дел од една ваква церемонија, да присуствувате на церемонија каде што учествуваат луѓе од светот на кинематографија и сродните професии? Какво е чувството да се биде таму? Убаво е да одговорам кратко, меѓутоа јас сум бил на две, да кажам, големи манифестации со проекти. На едната е Оскарите, со филмот Пред дождот, и другата е Берлинските награди, Берлинскиот филмски фестивал. И можам да кажам дека ова ми е најмила, затоа што и е на нивото, без омаловажување било каквото се спектакуларни настани обете. Меѓутоа ова ми е најмила затоа што прво ми беше укажана најголема чест заради наградата, седев на главната маса, тоа е вечера на која чини многу пари, која тие ја спонзорира, ме ставија во исклучително луксузен хотел, значи со сите почести, и седев на масата со председателот на Друштвото на кинематографери британски и со председателот на Друштвото на нивните камера оператери, тоа ги вика, значи камермани во професијата имате сега во порано време особено, имате кинематографери кои не снимаат и не стојат сами зад камерата, тие следат на екранот, некој другија врши физичката работа, но тоа се исто така исклучителни уметници зашто на кои не ја даваат камерата, и тие имаат свое друштво. И седев со оскаровецот, снимателот на Дуна, на првиот и вториот дел на Дина, Грег Фрейзер од Австралиското друштво на кинематографери, и бев во првиот ред. Мислам, сум бил на Оскарите, сум седел поназад, не е ист третманот, не е исто чувството, и ова е исто така прекрасен еден за мене најмил настан од трите. Се разбира дека би сакал да го повторам тоа и на некој од другиве со такви почести, и нашата кинематографија оди во тој правец, но беше феноменално, убаво организирано, исклучителен третман, сите сакаат да те запознаат, да те поздрават. Да не зборуваме за тоа, не знам дали имате инсерти, наскоро ќе имаме инсерти од нивното видео, веќе е излезено на YouTube, на тоа како ме представија, говорот кој што имав можност да го одржам за да ги врзам нашите две земји, зашто тие навистина се врзани, не знам дали знаете, да не бил Лондон, не би имале камера, или би имале камера од друго место, би бил Манаки, не би бил, опциите се најразлични. Зошто е важна ова награда за фестивалот Браќа Манаки? Што представува оваа награда за фестивалот? Прекрасно прашање. Ќе ви кажам. Ние постоиме 45 години. И во тоа 45 годишно постоење фестивалот има своји успони и падови. Има периоди кога директорите кои што биле бирани од друштвото од фестивалот е основано Друштво на филмски работници, Република Македонија во тоа време во бивша Југославија, Кинотеката на Македонија и општина Битола. По осамостојувањето на Македонија, лиценцата му е пренесена на Друштвото на филмски работници. И тие се практично сопственици на фестивалот. И тоа е приватно здружение на граѓани во кое членуваат во разни периоди од 90 до 120, 150 филмски работници, значи од сите сфери. Режисери, продуценти, сниматели, кинематографери, сценаристи има, костимографери, шминкери, сценографи, значи асистенти на режија, има многу подсекции. И тоа е еден широк спектар на луѓе од кои се бира секој на секои 2 години. И јас ке речам за жал, не заради тоа што јас сум морал да одам низ тој процес, но во светот, ако сакате да потегнете, ако се бавите со приватен бизнис, секој го знае тоа, па дури кога заработите државна работа, ви треба време да ја научите работата, да видите што е работата и бизнисот да го кренете нанос за тоа и да почне да функционира како што треба. Мандатот кај нас е 2 години. И тоа предизвикува понекогаш проблеми домашно, а и надвор. Зашто кога го менувате директорот на 2 години, од различни причини, оправдани или неоправдани, некој друг се кандидирал, па повеќе го сакаат, членовите имало проблем некаков законски, незаконски, било што.
Кога го менувате, тој нема можност да воспостави една патека на движење во одреден правец, која може да видите за 4-5 години дали резултира со тоа. И Манаки го имал тој проблем. Ние сме најстариот и прв во светот. И имаме среќа што е така, зашто ние постоиме 15 години пред сега најголемиот и најпознат во светот. Во моментов. И тие имале можност, бидејќи се приватна компанија, ја направиле двајца исклучително паметни, талентирани луѓе кои живеат и работат во Холивуд, пољаци кои виделе дека не може да има подобро место за филм на кинематографери, освен Полска, која што е позната како расадник на најголеми светски кинематографери кои работат во Холивуд. Тие го однеле таму. И додека ние сме менувале директори, еден тргни го, крени го, падни го, еден крени го, падни го, тие терале во еден правец и сега се најголемиот фестивал во свет и најпознат со 17 пати поголем буџет од нашиот. Да простите, за фестивал ви треба буџет. Точно. Сега, зошто е ова битна награда за нас? Имав среќа да ме реизбираат 4 години. Првите 3 години го учевме фестивалот, правите грешки едно друго, меѓутоа како функционира филмската индустрија. Фестивалите имаат неколку компоненти кои се исклучително битни, без нив не можете да направите фестивал. Прво мора да е фестивал да личи на фестивал. Тоа мора да е делува ексклузивно, богато и така натаму на отворањето за да тие што доаѓаат да знаат дека доаѓаат на фестивал. Не може да го правите без многу светло, без нечисти или никаков црвен килим и така натаму. Може, ама тоа не е таква веќе во нивните нема статус во нивната перцепција. И ние во последниве 4 години се обидовме тоа да го кренеме. Јас се сеќавам на периоди кога сум гледал врнежливо, нема многу светло и поминува отворањето незабележливо. И се обидовме да создадеме, јас последниве 4 години многу сакам убавина естетика, сакам тоа да е раскошно. И ако негде ставаме пари од парите скромни што ги добиваме во отворањето. Тоа успеавме да го постоиме. Втората работа што ви треба за фестивал се неколку звезди, не филмски, глумачки звезди. За фестивал на кинематографери ви требаат кинематограферски звезди, зашто донесете ли глумец, го краде вниманието, дома ќе ве тапкаат по рамо, тие викаат, ја овде доаѓам, сите се очи свртени кон оваа или онаа звезда глумачка која што целото внимание го краде. Тие звезди ви носат кинематографери од средна и помлада генерација, зашто се многу големи имиња и држат воркшопови на кои ќе доаѓаат млади кинематографери. Кога имате звезди и млади кинематографери и добри кинематографери од средна генерација благодарение на преварувачките квалитетно избрани програми, почнуваат да доаѓаат луѓето од филмската производствена индустрија. Камери, светла, леќи, објективи што ги викаме ние и се што е придружно на камерата. И тие ви носат пари. Тие плаќаат за да бидат присутни, за да добијат нови клиенти. Ние особено внимание посветивме во првите 3 години на таа работа, зашто ни беше битно следното. И ќе дојдам до одговорот на прашањето, ама тоа е бара малку време, не. Значи, јас не знам ништо за фестивали. Првата година ќе загиневме. Беше епидемија, ни простија сите грешки што ги направивме, имавме помал буџет, но мојата намера беше поише пари да донесам, за да го кренеме фестивалот и имиџот, и тоа успеавме да го направиме благодарение на кревањето на фондовите. Втората година сте биле, видовте што парите купуваат балони, сите се чувствуваат поубаво, за сите е тоа спектакуларно, одат на другиот фестивал, таму нема тоа. Значи, таму има зима, се случува во ноември, врне снег, дожд и се пикаат по кафулиња и се дружат. Но, тоа ни бидејќи не знаев што правам, отидов на тој фестивал да научам. И таму дознав дека низ овие години, додека ние сме паузирале и сме правеле парни стани, овој фестивал експлодирал и помлади генерации на кинематографери немаат појма кој е Манаки. Генерации на кинематографери, зашто главно било да донесеме двајцата добитници на наградата, на преварувачки програми да откриеме нови звезди, тие што биле чуле, многу го сакаат фестивалот, ама ваму е врталиштето кај што се прави бизнис. И престанале да доаѓаат. Ако ги викнете, ќе дојдат ако се слободни, ако не работат. И јас почнав да делам визит картички и да викам, дојдете, ние ќе ви платиме хотел. Ние ќе ве префрлиме од аеродромот нешто што не го прават на тој фестивал. Ако сте особено помалку познат кинематографер. Во меѓувреме имав можност да се запознам со 2-3 многу моćни личности од таа сфера. Тие толкува си поминаа во Битола и јас почна да ми носат луѓе. Колку сакаш да ти носиме? И почна тие да ги собираат луѓето. Значи, има 2 компоненти зошто е тоа така. Прво, го кренавме нивото на квалитет,
И во овие 4 години успеавме да го одржиме и да го надградуваме. И тоа е многу битно, зашто овие од филмската индустрија не доаѓаат да видат пари одма. Они праќаат скаути и гледаат една година, втора година, трета година и викаат, окей, овде се движи во стабилна насока, да дадеме и овде, зашто ово е многу растечки, брзо растечки фестивал и ќе има перспектива и мораме да бидеме присутни и тука. И тие почнуваат да се префрлаат. Во меѓувреме, овој фестивал огромен, кој што имал предност пред нас, станал таква машина за правење на пари на газдите, и толку голем што веќе им ја губи суштината на тоа што кинематограферите го сакаат. А кинематограферите сакаат интимност. Сакаат да се дружат меѓу себе, не ќе да ги гнјават со бизнис, зашто цела година се убиваат од работа, и кога доаѓаат овие други производители на филмска опрема, па нив им одговара да не мора да е 10 минути состанок, 10 минути, седат со сати, си пијат, јадат пастенки, патлиџани, кај нас, и се создаде фама дека е ова место кај што одиш за одмор и дружба. Нешто што го имал тој друг фестивал кога почнал, успел да се изгради и прераснал во некаква фабрика за пари која веќе не им се допаѓа и бараат конкурентски фестивал. И ние имавме среќа да влеземе во тој процеп, да ги научиме во тие 3 години работите и да дојдеме до таму да тие велат ова не, ова да. За 4 години од фестивал кој што има 17 пати помало буџет, прераснавме во фестивал кој што е попосакуван. Таму мораат да одат затоа што сакаат да бидат и треба да бидат видени, но ваму уживаат. И тие помагаат да го создадеме фестивалот. Но краткиот одговор е, за тоа е наградата. Гледаат перспектива, потенцијал. И она што е најбитно во овој момент, кога ја добиваме таа награда, зашто таа вика да, тоа е тоа што го сакаме, тие велат и тој квалитет, и тој однос, и таков тип на фестивал ме молат да не го менувам. Од еден спонзор странски првата година, 2 втората и третата, лани имавме 7, за годинава ми се најавени 12. Странски спонзори кои му даваат финансиска стабилност. Значи на фестивалот му е потребна стабилност, не менување постојано зашто се сменили, тие пак е рече, изборувавме малку за тоа што се случува кај нас под влијание на политика, на лични интереси, на интриги, кој сака како сака, ќе дојдете у ситуација тие да дојдат, па да имаме некаков пат и да кажат, да не си играме играчки, ќе останеме ваму. Значи, она што го вреднуваат е тоа што го правиме, тоа што сме го правеле 45 години и тоа што го гледаат дека сега го остваруваме во светот, затоа што одеднаш излегуваме од анонимност, која малку делумно сме западнале, зашто ние имаме еден феномен. Ние знаеме дека имаме добра пастрмка, знаеме дека имаме добар охрид, знаеме дека имаме добар кашкаво, светот не знае. И ние се гордееме и тврдиме дека имаме, ама ако не го види светот, никој не знае. Единствениот потек и разлика што ја направив јас во овие 4 години со мојот исклучителен тим е дека со тие малку пари што ги имаме, почнавме светот да го каниме и да излегуваме на вакви настани. Јас одам на сите тие, минатата година одев на сите тие настани, средби, саеми и така натаму. Колку се појаваш, не почнуваат да те гледаат. Не можеш да се криеш, мора да излезеш и да ги викаш да дојдат. Тоа е наградата на нашиот фестивал. Да сумираме, значи наградата е признание за се она што ги има фестивалот сработено и за се она што е дел од фестивалот. Така. Прашањето ми е, еве според вас, од вашата перспектива, од ваша гледна точка, што представува оваа награда во однос на понатамошната работа на фестивалот? Како тоа ќе влијае? Колку ваквите потврди со стекнати од квалитет може да бидат инспирација за работата понатаму? Видете, за мене се инспирација. Јас никогаш не ме интересирале награди. Мене поголемо задоволство ми причинува растот на фестивалот, изголемениот број на луѓе од 130 до 430 за 4 години, од кои биле првата година 12 странски, лани беа 170 странски гости, од кои имаше 7 оскаровци, 7 добитници на Оскар или семејства нивни, кои што дојдоа зашто тие се починат, имаше 16 номинации за Оскар, 7 кански награди. Тоа ми причинува задоволство. Мене најголемо задоволство ми причинува инспирација, кој ќе излезам и кога ме запираат битолци и викаат фала ти што ме вративте енергијата на фестивалот и животот. Мене тоа ме инспирира. Овие срекни лица кои ќе ги видам седнати, јас сум им дал бончиња зашто немам пари, сме им дале купончиња на овие најважните гости да јадат во Епинал зашто е најквалитетниот ресторан беше во еден момент во Битола. Сите ги наоѓам 17 души, 20 души гости најголеми седнати у друг ресторан кај што не, овде ни е супер, никој не закача, добра е храната поевтино. На луѓето од кинематограферската професија. Тоа се најскромните, искрено ви велам,
најскромните, најголеми уметници што сум ги запознал во животот. Тоа се такви исклучителни уметници, а скромни како луѓе, ретко ќе ми се случи некој да азвисува. Не сме имале случај и сме се договарале секогаш, дури кога некој од исклучително големина доаѓа, летаат со бизнис класа кај нас. Ние немаме да им платиме повеќе. Значи, за мене инспирација, ова е потврда дека одиме во правец, кај што треба. И тоа е за мене ми ја олеснува работата оваа награда, што сега сите знаат. Знае и другиот фестивал дека ние сме ја добиле наградата и дека мораат да се коригираат. И мене ми е најголемото задоволство дека можам да им служам на тие големи уметници, да им направам да им биде убаво, на битолчени да им е свечено и да се почувствуваат како да се во Кан, зашто тоа ми е намерата. Јас сакам тоа ниво на отворањето и тоа чувство да го почувствуваат и нашите луѓе. Тоа е најголемата инспирација за мене. И поддршката која се повеќе ми ја даваат спонзорите, зашто тоа значи дека правиме нешто што треба и како што треба. Сите долгови на фестивалот се отплатени, фестивалот прв пат има финансиски резерви сериозни, кои принудно ги имам. Значи добивам во минативе години, ми должеше агенцијата прв пат годинава откако се промени последната гарнитура, ми ги дадоа парите што ми ги должат од 22 година. Се уште ги чекам од 23 и 24, што фестивалот не ја добива целиот буџет. И јас сум стално пред почетокот на фестивалот како да ги купиме филмовите. Сега имам пари да купам филмови. Јас морам да ги потрошам тие пари, но имаме сериозни финансиски резерви кои ми овозможуваат без стрес или мене или јас сум на реизбор годинава, 2 години се, ќе има пак гласање за едно месец дена, кој да дојде после мене ако дојде, јас има пари да купи филмови и да не се секира. И мене тоа ме радува, дека зад себе оставам нешто добро. Јас многу би сакал, најголемата моја цел во овој моментот е да го стабилизираме фестивалот. Ако има наследник, да го запознавам со сите, година-две да стекне доверба, зашто тие не се врзуваат. Видете, фестивалот е отприлike тежи колку 3 играни филма да организирате. Не е играчка. Сега, од лани е исклучително комплексен, зашто имаме многу програми кои влијаат на многу луѓето што го следат не знаат што се работиме. Ние работиме на едукација на млади, на носење на филмови во селата заедно со Македакс, за да ја зголемиме публиката, на кревање на бројноста на публиката во нашите киносали кои се очајно мали во однос на Србија, во однос на некои од посеверните земји од регионот, кои што има многу посетители. Значи, сето ова го работиме и на експонирање на наши кинематографери во светот. Прв пат наш кинематографер доби благодарение на фестивалот и изложената таму можност да снима краток игран филм за Lights, едно од најголемите производители на филмски објективи, затоа што многу им се допадна нивниот филм и него го одбра рекламниот филм да им го работи. Лани донесовме француски тројца продуценти на копродукцијски маркет кои влегоа некои во проекти од регионот и еден е во нашиот, во редниот од нашите филмови. Значи, се што сме замислили реализираме. Сега е многу битно тоа да го стабилизираме и луѓето што ни доаѓаат и што почнаа да имаат доверба да видат дека тоа ќе продолжи да оди во тој правец. Следното прашање ми е, вие ја примивте наградата во Лондон, го представивте фестивалот Браќа Монаки. Од ваша гледна перспектива, од ваша гледна точка, може ли да ми кажете како не гледаат нас светските кинематографери? Дали сме тука некаде на ист ранг со нив? Какво мислење и каква перцепција имаат сериозно за Македонија? И јас ви благодарам што ми го поставувате ова прашање. Многу е битно, зашто изминативе 4-5 месеци, и не само кинематограферите, изминативе 4-5 месеци, 6. Постојано се валка низ медиумите името на нашите филмски работници, друштво, поединци од една, од друга страна се препукуваат, кражби во агенцијата, особено се млати агенцијата. Значи, факт е дека имало несоодветно работење. Но, толку да се плука по уметноста, која што е наш најголем репрезент во светот. Значи, ние немаме уметност, со исклучок на двајца-тројца поединци во музиката, Симон Трпчевски, семејството Дурловски, и има една неке ми прости, не го знам презимето, Дарија, која е исклучителен композитор, работи во Швајцарија, освојува награди и така натаму. Музиката и филмот се нашите најрепрезентативни, известни дејности во светот. Ни една друга уметност, ни еден друг спорт. Иако јас го обожувам ракометот и тие не прават горди, тие се стануваат се подобри од година година. Немаме подобар репрезент на нашата земја во светот.
Сега освои на Малиотунковски, на Ѓорѓи, 2 награди на Санденс. Санденс е најголемиот фестивал на независни филмови во светот. Тој ја доби наградата на публиката и награда посебна на критиката. Тоа не се случува така. Лани имавме таму филм, со налепница беше. Пред 3-4 години го имаме Медена земја. Односно, така е, Медена земја. Пред 30 години го имаме, долго време чекавме на наследникот на Пред дождот. Ја имаме Лабина која сега доби награда на ЕАВЕ, на светските награди за млад продуцент кој што е исклучително надежен, талентиран и се пробива во светот. Незиниот филмот на Теона на Венеција, филмот на Теона на Берлин. Од ваква мала земја немате такво чудо. И кога се плука по филмската уметност, тоа е поразително за нас. Има само 2 причини. Внатрешни конфликти во фелата меѓу многу ограничен број на поединци, кои што за жал му даваат лошо име на целата филмска индустрија и уметност кај нас, зашто 99% од луѓето работат честно и тешко преживуваат. И второ се врти вниманието од работи кои се многу поголеми кражби и криминали. Да не ме разберете, не оправдувам ништо. Но никој не објаснува дека тие 12 милиони украдени, проневерени во агенцијата за филм не се воопшто дадени никому. Некој им доделил, односно ветил дека ќе им додели пари на филмови кои не се снимени и кои не ги добиле парите. Парите кои се изгубени се околу 800.000 евра по тоа што го знам јас, заради тоа што на одреден број проекти биле доделени и не биле реализирани. И тоа би се случува во филмската фела, особено кога се промени власта. 2016 избриша еден куп филмови кои не им одговара и тие филмови не продолжија да се финансираат. Или каснеа со обезбедувањето, имате епидемијата заради која каснеа еден куп филмови. И ако не го реализирате филмот во одредениот временски рок, ви го одземаат. А вие сте потрошиле за подготовки. Мора да одите на фестивали, мора да платите преводи на сценарио, да платите основни соработници кои тоа ќе го прават. Од кај да ги дадете тие пари? Значи, тоа се тие 800.000 евра и има други 800.000 евра што се одлеале надвор од земјата, нема да спомнувам имиња, зашто тоа не е целта на ова интервју, кои не знаеме кај отишле и не може да ги оправдаат дека отишле. Тоа ви се, ако сакате, изгубени пари. Другото е нешто што ќе биде реализирано кога ќе биде реализирано, но јас искрено и од се срце советувам да не ја убиваат. Оваа уметност која е наш најголем представник во светот, која зборува за нашиот талент, вклучително чуд дека ќе го кратат буџетот и на фестивалите. Невозможно е. Ќе колабира фестивалот. Јас сум оставил резерви, тие се резерви доволни за да се зголеми бројот на луѓето што работат на тимот, зашто сега тоа следното ниво не менуваме ништо структурално. Ако ме реизберат, не ме реизберат, ќе прави тој што сака, што ќе дое по мене. Меѓутоа, потребни се го зголемиме тимот за да функционира побезпрекорно и помазно. Све. Тоа е следното ниво кое не ги интересира овие гледачи. Тие ја гледаат нашата страст, нашиот талент, нашата љубов кон филмот и нашата посветеност како домаќини. И тоа е за тоа заради кое добиваме награди. Тие не сакаат и не ценат и не вреднуваат. Ние сме мала кинематографија која многу паѓа во очи со талентот, со постигнување. Ние секогаш сме имале талентирани уметници. Само ни требаше време малку да научиме како функционира светот, малку да земеме странско знаење и искуство, да се прилагодиме, зашто претеруваме во некои работи, тоа филмот не го трпи, камерата све чита, и полека во учењето го пробиваме свој пат. Ете, тоа е тоа. Мислам дека после оваа награда имаме онака баш одговорност, некоја чувство на одговорност во однос на понатамошната работа и во однос на тоа во која насока ќе се движи фестивалот. Да. Иако уште не знаеме дали ќе бидете реизбирани, меѓутоа јас морам да ве прашам, знаеме дека минатата година беше юбилејното издание на фестивалот. Имавме голем спектар на квалитетни филмови, меѓутоа како ќе се одржи оваа година 46-тото издание, дали се почнати подготовките, како ќе почнат, кога ќе почнат? Да, видете, ние секогаш подготовките ги почнуваме за луѓето кои не го знаат фестивалот и тоа ви го реков. Ова е како 3 играни филма, не е играчка. На игран филм работите со 100 луѓе во текот на месец дена. Овде доаѓаат во рок од 8 до 10 дена одење враќање преку 450 луѓе. Мора да ги сместите, мора да им организирате летови, мора да ги организирате превоз. 80 филмови. Значи мора да ги набавите, да ги преведете, да ги титлувате, да ги распоредите, да ги координирате кој кај ќе оди. Со нив доаѓаат гости кинематографери. Еден снима во овој период, друг снима во овој период, мора да ги жонглирате. Но еден од најтешките компоненти на фестивалот е обезбедувањето на спонзорите, убедувањето дека вреди да дојдат кај вас и
обезбедувањето на лауреатите, кои се такви звезди, како што се Киану Ривз, Ал Пачино, само во кинематограферската фела. Тие работат цела година, зафатени си и треба да ги убедите двајца да дојдат или тројца таа година. Ние успешно го правиме тоа година и тоа бара цела година работа. Значи, не сум застанат од како сум вратен од Лондон. И ние фестивалот го почнуваме од септември. Како и да е. Ако ме реизберат, јас знам што ќе продолжам да правам. Ако не ме реизберат, тој што ќе го изберат ќе мора да поднесе своја програма и таа да ја работи, оти не работи по мојата. Мојата, односно нашата, јас имам исклучителен тим. Мал број на луѓе кои ги обожаваат гостите. Имам неверојатен заменик, тој е извршниот директор на фестивалот, кој што работи за четворица цела година, цел ден, не застанува. Болен е, дома работи моментално, спрема извештаи, буџети и така натаму. Тој е толку педантен, прецизен. Кристијан Ристерски се вика. Имам исклучителен технички директор Бојан Станишич, имам исклучителна екипа во маркетинг и пиар, Љубица Ангелкова, Невена, Пресот што ни го работат, маркетингот Маја и Ана која протокол исклучително заврши годинава работа. Значи тоа е костурот, но сега ни фалат луѓе кои ќе бидат нивни асистенти за сето тоа да функционира безпрекорно. Тоа бара малку поише пари. И јас ги обезбедувам уште од септември, во текот на фестивалот почнав да обезбедувам нови спонзори и го спремам тоа. Тој што ќе дојде ќе треба да ги убеди, ако дојде после мене некој, ќе треба да ги убеди дека треба да продолжат. Јас не можам да гарантирам ништо ако не бидам реизбран, освен дека имам следна работа која ми е понудена, благодарение на успесите што ги постигна фестивалот. Една дома, една надвор. Јас морам да ви кажам, фестивалот е многу стресна институција. Ви спомнав порано. Поради нашите политички игри, пресметки неполитички, приватни, нетрпенија меѓу луѓе во професијата кои не можат, не се сакат, нас понекогаш не подкачуваат шрапнели. Тоа се парчиња што летаат од нивните борби. И незаслужено не покачуваат. Значи се шират невистини, лаги. Ноторни. Немам намера да се занимавам со нив за да трошам време, но понекогаш знам да бидам малку пооштар. Како и да е. Стресна е многу функцијата. И првиот пат, и вториот пат, додека бев на фестивалот, реков до година не. До овде ми е. Значи се обидувате да направите нешто убаво. Звезди отвараме едно, друго. Колку поише убаво правиш, толку појќе почнуваат да те касаат и да лајат по тебе. И ми дојде до овде, меѓутоа. Се заборава кога ќе заврши фестивалот. И една работа која кај нас луѓето многу ја знаат, таа е многу присутна. Нас прво надвор не препознаваат и не признаваат, после дома. И тоа е некоја судбина, некакво проклетство што се случува. Дома ќе ве плукаат, ќе ви прават пречки едно, не многу, ама има доволно за да ви се одмили во одреден момент. Некој надвор ќе ви даде признание. Со сите наши успеси е така. Во секоја сфера е така. И како заврши фестивалот, ми е жал да го оставам. Значи тој е доведен во чувствувам, тој како дете ми е. И вие го негувате, го растете и во еден момент го доведувате до можност да стане полнолетен и стабилен човек. И ако го ставите, имате чувство дека тоа дете ќе остане и ќе го заборават. И ќе остане па на улица. И не би се остава. Тоа е единствената причина заради која се кандидирам повторно годинава за реизбор. Поважно ми е тоа, отколку негде надвор да работам и да создавам нешто друго убаво, јас многу сакам, финансиски ќе ми се исплати, се разбира, но ова е мое, ова е наше. Овде поише добро право. Јас не работам за признанието, јас работам за тоа дека некој ќе се чувствува убаво недела дена што во дома му шетаат такви големи имиња, дека некој ќе се чувствува убаво што е македонец, кој ќе добие ваква награда. Тоа се мотивите со кои јас го работам овој фестивал. И се надевам дека тој ќе продолжи во тој правец и се работиме од моментот кој ќе заврши фестивалот, без разлика дали јас ќе бидам, јас ќе ги предадам сите работи. Јас кога го наследив, претходничката моја се забре и избриша. Ништо немавме. Еден меморандум немавме. Немав никому да пишам, никому пишала, ни со кого разговарала. Ќе ви дадаме на фотографија. Ај не, после. Може после. После, во петок. Значи, ние мора да создаваме традиција. Ние тука се уништуваме. Како ќе дое нов, од ново се почнува. Не создаваме традиција, не пренесуваме, дури и кога сме навредени и лути и неправедно. Ова не е мое. Ова е наше. И не почнало од мене, почнало од татко ми. Така, и јас имам должност да го пренесам понатаму поарно.
не исто, поарно. Треба да се задржи континуитетот на фестивалот, Ето кој што мое мислење е дека се движи во вистинска насока и дека луѓето се повеќе свесни за значењето на овој фестивал и се надеваме дека и оваа година ќе има успешно издание и покрај се што се случува. Да. Господине Даменски, ви благодарам многу за ова интервју. Задоволствувам беше и ви благодарам што ми дадовте можност да поразговараме за сите работи малку и за проблемите со кои се соочуваме, кои се исто битен дел и ќе ни овозможат да продолжиме напред. Извинете за мојата емотивност, одредени работи ме прават поемотивен. Почитувани, јас разговарав со директорот на фестивалот Браќа Манаки, Симеон Мони Даменски.